Вечерва во Агенда 35 обработуваме една исклучително важна тема – дискриминација. Каква е состојбата со дискриминацијата кај нас, како институциите се борат и кои групи на граѓани се најзагрозени. Имаме интересни анализи и разговараме и со релевантни гости. Останете со нас. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација постои само една година и еден месец. Период во кој буквално од нула започна да извршува својата надлежност согласно новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, кој прво беше укинат од Уставниот суд, па повторно донесен, со наследени предмети од старата комисија, но без никакво друго наследство дури и во делот за основна работа, како бироа и компјутери, работеле 6 члена на комисијата во првите неколку месеци од нејзиното постоење. Комисијата се соочуваше со бројни предизвици, но напорно работеше за враќање на довербата кај граѓаните, вели претседателот на комисијата Кире Василев. Со Василев зборуваме за резултатите од нивната едногодишна работа и за тоа што е потребно за успешна борба против дискриминацијата. Проблемите со кои се соочивме беа малце, например, дававме пари од сопствен џеб да ја регистрираме институцијата и тоа беше и време на пандемија и парламентарна криза и сето тоа, меѓутоа одредени прилики и пречки на кои наидовме, мислам дека беа целосно непотребни, но и покрај се успеавме да изградиме институцијата, немавме простори, па со дописи од влада успеавме да ги добиеме овие простори откако дознавме дека антикорупцијска се сели на друго место. Па подоцна кога го добивме буџетот, немавме стручна служба за да може да ни направи јавни набавки, затоа што мора да имате лиценцирано лице и да оформите комисија од тројца членови во стручната служба, затоа што ние како членови на комисија не смееме да се бавиме со јавни набавки, па ги набавивме бироата и лаптопите и после 6-7 месеци од нашето формирање ние обезбедивме основни услови за работа. Меѓутоа, додека ги немавме тие основни услови за работа, ние работевме на сопствените лаптопи и на неколку столчиња и бироа кои ги наследивме од претходната комисија. Во 2021 година комисијата утврдила дискриминација во вкупно 40 представки. Дискриминација вршеле правни лица од јавниот сектор директно, преку действија на раководните или други овластени лица, или индиректно, преку акти и прописи кои ги носеле, или прописи кои ја уредуваат нивната надлежност. Потоа субјекти од приватниот сектор, физички лица, една спортска федерација и едно здружение на граѓани, стои во нивниот прв годишен извештај. Многу е битно да назначиме дека ние исто така ги наследивме предметите во периодот кога не постоеше комисија, беа поднесени представки. Тоа значи од 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 година. Од прилика решивме околу 170 представки поднесени од физички и правни лица. Во поглед на областа најмногу имаме од работата и работните односи, 40 и нешто посто и пристапот до добра услуги. Меѓутоа тоа не е да кажам реална слика за дискриминацијата во нашето општество, затоа што тоа покажува дека само одреден тип на луѓе се свесни за постоењето на комисијата. Еве еден интересен податок. Од 100% поднесени представки, 93,88% се од урбани средини, значи од рурална средина имаме 6,12%, што е многу мала бројка, или односно, попрецизно, од Скопје се 92 представки за разлика од другите градови, каде што имаме од 7 во Битола до 1 во останатите градови. Тоа кажува дека комисијата доправа треба да се занимава со проширување и дисеминација на информацијата, кои сме, зашто постоиме и на која е нашата одговорност и нашите ингеренции. Комисијата има проширени надлежности, но има ограничен буџет.
Токму на бројните логистички и финансиски предизвици со кои се соочува комисијата, забележува и Европската комисија во последниот извештај за напредокот на земјава и препорачува тие да бидат надминати со цел таа целосно да стане оперативна. Ние имаме проширени многу поголеми ингеренции од претходната комисија, меѓутоа го имаме истиот буџет, што значи дека немаме можност да ги реализираме нашите законски надлежности. Но покрај тоа што имаме недостаток на средства, и покрај тоа што во Законот за спречување и заштита од дискриминација, членот 15 предвидува дека со користење, распределба и намена на средствата за работа обезбедени од разделот на буџетот на Република Македонија наменет за комисијата располага самостојно. Ние немаме таа буџетска независност и за секој трошок во основа одиме преку Министерството за финансии. Пред да го поднесеме новиот предлог буџет, ние работевме со консултантска фирма, со професионалци со кои ги предвидовме нашите трошоци за идната година, меѓутоа тој предлог буџет не беше прифатен од надлежните институции и повторно ни го вратија истиот буџет од претходната година, меѓутоа распределен во ставки кои уште помалце ни одговарја и затоа зборуваме за самостојност на буџетот. Телата за еднаквост во европски рамки, еден од предусловите за постоење на телата на еднаквост во европски рамки е финансиската независност. Доколку ние немаме таа финансиска независност, не можеме да си остваруваме законските надлежности онака како што треба да ги остваруваме. Лично во комисијата, на мејл или преку алатката пријави дискриминација, граѓаните имаат повеќе опции преку кои може да побараат заштита од комисијата. На веб страницата на комисијата може да се следи и статусот на предметот. Комисијата сега има ингеренции да отвора постапки по допрен глас и да води прекршачна постапка на суд, доколку оние кај кои е утврдено дека вршеле дискриминација не ги почитуваат препораките. Досега, според Василев, институциите соработуваат со комисијата во поглед на обезбедување изјави и документи потребни за водење на една постапка за утврдување на дискриминација. Препораките се разбира мора да бидат исполнети во рок од 30 до 60 дена, тоа ние го одредуваме рокот, затоа што од комплицираноста на препораката зависи колкав рок ќе добие дискриминаторот. Доколку не ја исполни препораката, тогаш можеме да поведеме прекршочна постапка пред надлежен суд. Мора да нагласам дека имавме мал проблем со прекршочните постапки и затоа склучивме меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи за да можеме да ги црпеме оние информации. Технички аспект беше за да можеме да ги црпиме оние информации кои се потребни на судот за да ја покренеме прекршочната постапка. Моментално мислам дека имаме поднесено околу 3 или 4, меѓутоа тоа е наредна фаза откако ќе се реализира меморандумот за соработка со Министерството за внатрешни работи. Планираме сите оние представки кои се решени, дадено е мислење, утврдена е дискриминација, меѓутоа препораката не е спроведена, да ги поднесеме до прекршочен суд. За подобрување на системот за спречување и заштита од дискриминација и градење во воспоставување на професионални стандарди, комисијата има поддршка од голем број на меѓународни институции. Поддршка без која не би можеле да ја остваруваат својата надлежност, вели Василев. Комисијата и во моментов има поддршка од експерти од Европската Унија, овозможени преку проект за владење на правото. Имаме одлична меѓународна соработка, пренесуваат дел од нивните знаења и искуства, имаат најмено и домашни експерти кои ни помагаат во подигање на квалитетот на услугата која нудиме, ни помагаат во комуникацијската стратегија, имаме разни обуки и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за усогласување со европските стандарди, финансиската независност која претходно ја зборував е еден од тие предуслови. Ние веќе во писмото за автентично толкување го образложивме и тој дел зошто е тоа битно. Се надевам дека пратениците и оние кои треба да го прочитаат ќе стигне до нив. Не сме се уште доволно усогласени, меѓутоа тоа е процес, се разбира, не можеш секогаш одеднаш се да добиеш. Борбата е наша, така да ние ќе ја водиме и се надеваме дека се ќе биде пред. Ентузијазмот и енергичноста на членовите на комисијата и вработените во службата се уште се на високо ниво, вели Василев.
и се насочени кон градење на независно и професионално тело. Но за да го постигне тоа, во својот извештај комисијата наведува дека потребно е да се доекипира со стручната служба, да се избере 7-миот член, како што е предвидено во законот, да се доуреди прекршочната постапка и да се утврдат механизми согласно кои комисијата ќе ја следи примената на препораките во насока на елиминирање на утврдената дискриминација. Народен правобранител лани добил 43 представки од граѓани за дискриминација, од кои најголемиот број се однесувале на областа работен однос, каде имало поплаки за дискриминација во училишта, градинки, во министерства, јавни предпријатија. Како најчест законски основ, подносителите ја наведувале дискриминацијата по национална и етничка основа, или вкупно 11 представки. Потоа за заштита на детските права, социјалната заштита, пристапот до добра и услуги од јавен интерес. Народниот правобранител Насер Зибери вели дека како институција постапуваат кога граѓаните ќе им се обратат со поединечни представки, кога сметат дека се дискриминирани од органите и институциите како на централната, така и на локалната власт, како и јавните институции и установи. Претежно доминираат представки во областа вработување и тука во главном се жалат на повреда на нивните права кои произлегуваат од работен однос или прашање на не исполнување на нивните интереси во процесот на конкурирање за вработување. Градинки, училишта, други јавни установи, но тука не се изземени ниту министерствата, впрочем, дел од министерствата се најмалку кооперативни со институцијата Народен правобранител кога се во прашање овие теми. Најголема законска пречка во работата на Народниот правобранител е неможноста да се постапува кон приватните и правни субјекти. Примарната улога во оваа сфера ја има Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најсериозна пречка е фактот што Законот за Народен правобранител е лимитиран само во делот на мониторирање на состојбата во областа дискриминација во јавниот сектор. Тоа значи во органите на управата, единиците на локална самоуправа, другите јавни установи и институции, правосудство, обвинителство и така натаму. Но останува надвор од фокусот на мониторирање приватниот сектор, правните лица, односно правните субјекти. И ова ни представува сериозен проблем, често пати граѓаните се разбира неинформирани за нашата надлежност, упатуваат представки и за повреда на нивните права по основ на дискриминација и во приватниот сектор или правните субјекти. И во тој случај Народниот правобранител или ги преупатува до Комисијата за спречување од дискриминација, која има надлежност за мониторирање и постапување и во приватниот сектор, или упатува барање за добивање информации до надлежните органи со кои ги информираме да постапат и да превземат мерки за надминување на констатираните состојби. Народен правобранител на дневна основа ги следи состојбите со заштитата на човековите права и секогаш кога преку медиумите или преку социјалните мрежи ќе забележи дека има основ да постапува, отвора предмет по сопствена иницијатива. Лани, 7 представки биле поведени токму по сопствена иницијатива пред се поради одредени незаконски дејствија, преземени од единиците на локалната самоуправа, но и по сознанијата добиени преку медиумите. Интересно е дека во ваквите случаи секогаш станува збор за заштита на правата на поголема група на граѓани. Минатата година, впрочем, 7 случаи кои ги отваравме потекнаа од информациите добиени од медиумите. И кога сме тука,
Да нагласам дека праксата покажува дека овие случаи најчесто ги загрозуваат интересите на поголема група на граѓани. Не станува збор само за индивидуално загрозување на правата на граѓаните, туку за група на граѓани. Од тој карактер ќе ги наведам само два примера каде што ние отваравме постапка, како што беше случајот Јавна соба, како што беше случајот Извиднички камп, каде што беа во прашање загрозување на правата и интересите на поголема група на граѓани или млади лица или деца. И тие информации народниот правобранител ги добиваше од страна на средствата за јавно информирање, односно медиумите. Со еден збор, медиумите представуваат сериозен партнер во работата на народниот правобранител, не само во добивање информации и откривање на случаите, туку и во понатомошно проследување и следење на овие предмети. Бројот на представките кои се однесуваат на заштита од дискриминација во последните неколку години се движи од 50 до 80 представки, по основи на пол, национална или етничка припадност и политичко уверување. Извесен тренд на намалување има во претходната извештајна година, 2021 година. Таа бројка на представки, ви напоменав и на почетокот, се однесува на 43 случаи. Се разбира, тука на испомош доаѓа и Комисијата за спречување од дискриминација, која патем кажано има и поширока надлежност, односно мониторирање на приватниот сектор. Во таа насока јас имав две средби со представници на Комисијата за спречување од дискриминација, со кои сакаме да ги координираме активностите и да бидеме партнер во заштита на правата на граѓаните и да се обидеме заеднички да ги елиминираме сите евентуални појави од дискриминација на граѓаните по било кој основ. Народниот правобранител ја критикува кооперативноста на органите спрема кои тие како институција имаат надлежност за мониторирање и колку истите навремено одговараат на поднесените барања. Анализата покажа дека 30% само од барањата поднесени према институциите се одговараат на време. 30% по неколку кратна ургенција од страна на народниот правобранител, а 10% од поднесените барања за добивање информации, за постапување по представки, воопште и не се одговараат. Ова е доволен параметар кој покажува дека не секогаш институциите се ажурни во нивното постапување и затоа неретко и случаите на дискриминација се одолговлекуваат и не добиваат соодветна и навремена заштита. Според Зибери, кога институциите не реагираат навреме, тоа значи повреда на правата на граѓаните. Според народниот правобранител, задоцнето право е рамно на неправда. Повик до медиумите за запирање на ширење наратив на омаловажување и обезвреднување, со кој се дехуманизираат членови на одредена етничка или расна група, изгласа во резолуција Европскиот парламент минатата недела. Европратениците предложија да запре финансирањето на медиуми, за кои од страна на релевантните авторитети е утврдено дека промовираат говор на омраза и ксенофобија. Во резолуцијата Европскиот парламент упатува повик за ревидирање на образовните програми со цел спречување на пристрасност и искоренување на стереотипите кои водат до дискриминација денес. Европратениците бараат во релевантните образовни програми да биде вклучена и историјата на европските малцинства, како и да се елиминира расната и етничката сегрегација, која се уште постои во образовните системи на некои земји членки на ЕУ. Европскиот парламент повикува земјите членки на ЕУ да го обучат наставниот кадар со вештините кои им се потребни за да промовираат инклузивност и борба со дискриминација во образовниот систем, како и да се понудат програми за доживотно учење на јавните службеници и државните безбедносни сили, за да се елиминира расизмот и ксенофобијата.
Жалење поради алармантниот пораст на расистички и антисемитистички инциденти во земјите членки на ЕУ, изрази Советот на Европската Унија во заклучоците за сузбивање на расизам и антисемитизам, кои ги усвои на почетокот на овој месец. Советот ги повикува земјите членки до крајот на 2022 година да изработат акциски планови и стратегии за спроведување на акцискиот план на ЕУ за антирасизам од 2020 и стратегијата на ЕУ за сузбивање на антисемитизам од 2021 година. Во заклучоците на Советот се истакнува важноста на образованието и оспособувањето и ги повикува државите членки да ја подигнат свеста на своите граѓани во борбата против расизмот и антисемитизмот, како и да ја почитуваат својата должност, да не заборават на жртвите на расистичко и антисемитистичко насилство. Советот ги повикува земјите членки на ЕУ решително да ги поттикнат медиумите, социјалните мрежи и технолошкиот и комуникацијскиот сектор на примена на кодексите на однесување договорени на европско ниво и изнаоѓање решенија за брзо откривање, проценка и отстранување на незаконски говор на омраза на интернет. Во заклучоците, Советот на ЕУ ја повикува Комисијата да даде поддршка, вклучително и финансиска, на државите членки, јавните тела и институции, локалните тела и граѓански организации во борбата против расизмот и антисемитизмот. Иако европските градови се поразлични, таа културна и етничка различност ретко е пресликана во музеите, главните театри и музиката која се слуша во концертните сали, стои во извештајот промовирање на инклузивност на мигрантите и малцинствата на Европа во уметноста и културата, извештај финансиран од Европската комисија, а објавен минатата недела. Според извештајот останува големиот јаз помеѓу културното изразување на имигрантските заедници и нивното учество и застапеност во главните институции од областа на културата. Мигрантите и малцинствата се соочуваат со бариери не само за пристап до достапната понуда од културата, како посетител или примач, туку и активно да ја обликуваат локалната културна сцена, како уметници, креатори, професионалци. Меѓу другите пречки кои го попречуваат пристапот на овие групи до други видови услуги се и јазичните бариери и физичката дистанца помеѓу местото каде што се концентрирани услугите и каде често живеат мигрантите и малцинства. Во извештајот се истакнува дека, иако потенцијалот останува во голема мерка неискористен, зголемувањето на вклученоста на мигрантите и малцинствата во европската уметност и култура ветува многу на неколку нивоа, и тоа во насока на поттикнување на интеграција на поединечни мигранти и бегалци, зајакнување на социјалната кохезија во локалните заедници и создавање порелевантни и поодржливи институции од областа на култура. Бремерхафен е еден од поголемите градови во Германија, кој се наоѓа на брегот на Северно море. Неговото пристаниште, плажи и туристички атракции како што се историските бродови представуваат за градот предизвик од аспект на пристапност. Сепак, посветеноста на градските власти доведе до изнаоѓање решенија со кои се опфаќаат сите видови на проблеми поврзани со пристапност. Градот преку проект создаде решенија без бариери за реони како отворени пазари, зелени површини, пристаниште и плажи. Па така делови од калдрмата во градот се обработени и стругани за да се добие рамна површина, соодветна за корисници на инвалидски колички, удалки и ролатори, велосипеди, а рампи се поставени секаде каде што е можно. Кога се работи за јавниот транспорт, 70% од автобуските постојки во градот располагаат со систем за тактилно насочување, а главните јавни патнички бродови сега се достапни за корисници на инвалидски колички и други средства за движење. Бремерхафен исто така, каде има можност, ги има обезбедено сите онлайн информации на веб страницата на градот, на јазик лесен за читање, но и со видеа со знаковен јазик и функција читање. Градот има и омбудсман за лица со попреченост, кој е контакт точка за сите прашања поврзани со пристапност, а дава и совети како да се изградат објекти без бариери за напредокот во повеќе области на живот, како и сеопфатниот пристап во врска со пристапност. Градот Бремерхафен е повеќе пати наградуван. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.